Благодарам, Марко. Благодарност до сите гости кои што успеа да дојдат тука, да одвојат дел од своето време и да присуствуваат на еден ваков значаен настан, на кој што можеме да споделиме искуства, знаења и секако да ја споделиме визијата која што ќе значи развој не само на секој од земјите посебно, туку и на регионот во целост. На почетокот и честитки за организацијата до Прогрес институтот, до Марко Михайловски, честитки за неговата посветена и енергична работа изминатата година дена. Благодарност за поддршката до Олаф Палме институтот, нашиот пријател Јонас, кој денес не можеше да биде тука со нас, и секако си Gender Network мрежата. Жалам што изминатата година и пол држава ја води тотално неспособна, недемократска власт, која што можам слободно да кажам дека државата ја води кон еден целосен државен и економски крах. Од скандал во скандал, од задолжување во задолжување, никаков прогрес, никаков развој на земјата во ниту еден сектор. Коалиција на ВМРО ДПМН и една помала партија знам, која што успеа Социјалдемократскиот сојуз да го подели изминатите години, да се продадат као некакви патриоти. За жал, тие се само помал партнер на ВМРО ДПМН. Огромни кредити од сомнително потекло, земени на нетранспарентен начин, 7 милиарди евра задолженост, која што држава не ја видела од 1991 година од својата самостојност. Скандали во сферата на безбедноста, луѓе на клучни позиции, на осетливи институции, како Агенцијата за национална безбедност, со фалсификувани дипломи, секојдневни убиства, запалени возила во Скопје, небезбедни улици. Ништо не се случува ниту во образованието. Децата немаат учебници, наставниците, за жал, повеќе не се ни надеваат дека ќе имаат поголеми плати. Работници кои што не може да врзат крај со крај, на сите апели да се зголеми минималната просечна плата, ова влада нема слух и остави луѓето да тешко врзуваат крај со крај, да не ги контролира цените во маркетите, да биде партнер на големите компании во секоја сфера. Луѓето се на последно место, за жал, на оваа влада. Ништо не се случува ни во здравството. Скандали, лекарски грешки, систем оставен без контрола и советници на министерот за здравство од приватните болници. Се постава прашањето за кој го менаџира здравството министерот, дали за приватните болници или во интерес на граѓаните и на јавното здравство. Во земјоделството исто така, никаква поддршка, намалени субвенции за лозари, за сточари, за тутунари, за одгледувачите на ориз. Луѓето веќе не гледаат шанса дека нешто ќе се подобри. Тотална дипломатска изолација на состанокот во Обединетите нации. Председателката се среќава со најниско рангираниот дипломат од Соединетите Американски држави. Ваков дебакл дипломатијата до сега нема доживеано. Се сведува на правење селфија со некои дипломати по ходниците на големите светски институции. И сето ова е само еден дополнителен поттик да се бориме и да им кажеме на граѓаните дека нашите политики беа добри, беа во интерес на државата, на граѓаните. Не водевме сметка, не стававме на кантар дали ќе изгубиме дел од својот политички рейтинг, затоа што вредеше државата да оди напред, да се реши деценијскиот проблем со името, да станеме земја членка на НАТО. Ама сега ова влада не сака да го продолжи европскиот пат. Пред 3 дена го одбија еден од најпатриотските документи кој што бил виден на нашата политичка сцена, а тоа е предрезолуцијата за национален консензус, заеднички црвени линии и временска рамка за почеток на отворењето на поглавијата и продолжувањето на преговорите со Европска унија. Ние имаме многу слично сценарио, еден фрагментиран простор на левиот спектар
со кои што се сочуваат и другите земји. И би рекол дека кризата во социјалдемократијата е тесно поврзана со кризата во демократијата во светот, каде што доминираат авторитарните режими, исто тоа што се случува и кај нас. Иако партиите од центарот десно се нудат како некаква алтернатива, сепак таа алтернатива е опасна, затоа што тоа приближување на партиите од центарот десно кон авторитарните режими само ги легитимира дополнително и ги прикажува како некои поблаги варијанти. Затоа, прогресивните сили и во земјата, и во регионот треба да се обединат, да споделиме знаења, искуства и да сите заедно покажеме дека иднината на целиот регион е во Европа. Благодарам уште еднаш на сите за присуството и посакувам успешна конференција.